Во продолжение остануваме на тема обичаи кои што го следат, се разбира, Великден, односно нашиот колега Никола Станков е во живо пред Соборна црква, од каде што ќе ни ги сподели сите оние важни информации кои што треба да ги знаеме во контекст на празнувањето на Великден, а и одбележувањето на Велик четврток во склад со традицијата на црквата. Никола, добро утро и повели. Добро утро. Овој прекрасен храм позади мене ќе треба да ги угости сите оние верници кои ќе дојдат во следните денови да го одбележат најголемиот христијански празник Великден и кој треба да финишира со оној свет настан Исусовото воскресение веќе во сабота. Но што носи денешниот Велики четврток во очи Великден и за сите оние обичаи како што најавивте и вие, начини на празнување и што е она што треба да се запази како верски обред, денеска говориме со мојот соговорник од Соборниот храм, отец Антонио. Тој ќе ни каже нешто повеќе за значењето на овој празник и што се всушност предходело за денеска тој да го одбележуваме на еден убав вистински христијански начин. Добро утро во утринската насител, благодарам што ја прифативте поканата. Првото прашање нека ни биде еве голем ден за христијаните денеска, се бројат ситно деновите пред Исусовото воскресение. Што е она што го прави овој ден толку посебен за сите православни верници? Добро утро, добре дојдовте во Соборниот храм и нека ни е за многу години денешниот празник. Убаво најавивте и кажавте дека не очекуваат убави денови, убави празници. Започнуваме во оваа страстна седмица од, да речеме, тие поголеми денови или празнувања со Велики четврток. Значаен ден, како што спомнавте, затоа што тука одбележуваме настани кои што се случиле во свештената историја, односно се случиле во последните денови од животот на Господ Исус Христос овде на земјата, а се многу битни за нас православните христијани. На Велики четврток е востановена тајната вечера. Тогаш се случила тајната вечера и всушност се востановена светата Евхаристија или причестувањето, затоа што Господ Исус Христос кога седел со апостолите на трпезата, го зел лебот, го прекршил и им рекол: ова е моето тело кое се прекршува за вас, за прошка на гревовите, и им го дал да јадат. Потоа зел од чашата вино, го благословил виното и им рекол: пите од неа сите, ова е мојата крв на новиот завет, која се пролева за вас, за мнозина, за прошка на гревовите. И кога им дал и од тоа да се напијат, рекол: правете го ова во мој спомен. Значи едноставно ја востанува светата Евхаристија или причестувањето, кое што до ден денес го имаме на секоја света литургија. Секогаш кога служиме во храмот литургија, ние се причестуваме и самите и верниците што доаѓаат со телото и крвта Христови, и тоа е највозвишената или најубава света тајна која што имаме во православието. Потоа им рекол: љубете се еден со друг, овој завет ви го давам во аманет, за да ве препозна дека сте мои ученици. Едноставно ја нагласува љубовта како највозвишена благодет, идеал кој што треба да го има секој човек овде на земјата, да ги љуби сите околу себе. И на тој начин покажува дека е следбеник Христов. Востановувајќи ги овие работи, да речеме, како начела во животот на човекот, Господ Исус Христос пред да седне на трпеза и да јаде со нив, прво им ги измива нозете на апостолите. Со тоа покажува понизност, покажува почит, покажува љубов. Замислете, Господ доаѓа на земјата и на луѓето што се околу него им ги мие нозете. Значи тоа е нешто незамисливо за нас луѓето. Сега некој да ми каже на мене: земи изми ги нозете на твојот брат, на твојот ближен, на жената и на не знам кој. Значи едноставно тоа во денешно време ќе биде чудно сватено, кој си ти да ти мијам нозе и така на сега, малку и едноставно го објаснувам сето ова да акцентирам дека Господ Исус Христос тука покажа огромна љубов, дури и на Јуда Искариот, кој што подоцна го предаде, знаеше, тој како Господ знаеше дека Јуда ќе го предаде, меѓутоа сепак зеде и му ги изми нозете, го причести и потоа Јуда излезе и го предаде Христос. Потоа во истата таа вечер заминуваат на Гециманската гора или градина, каде што се моли заедно со апостолите, и во тие утрински часови веќе доаѓаат војниците предводени од Јуда Искариот за да го фатат Господ Исус Христос, да го предадат за да биде осуден, мачен и така натаму. Така, кога зборуваме за предавството, за оние, да речам, изневерени очекувања од најблиските, можеме да кажеме дека на Господ Исус Христос, тие веројатно му били и најблиски соработници од кој дошло тоа предавство. Постојат многу дилеми некако во интернет просторот, читав во текот на вчерашниот ден,
Некаде се смета дека во среда се извршило тоа предавство пред Велики четврток. Некои пишанија стојат дека всушност во четврток се случува предавството. И на самата тајна вечера и самиот Исус Христос веќе е свесен дека некој, како што споменавте и вие, ќе го предаде. Но всушност каде е вистината? Библијата, и како што отприлика знаеме, тој дел го има добро определен. Да, токму така. Во Светото писмо ни се запишани сите овие настани. Јасно се знае што кога се случило. Едноставно во средата на Велика среда се случил договорот помеѓу Јуда и фарисеите кои што биле подготвени нели да го распнат Господ Исус Христос, да го убијат и така натаму. Тогаш се случува всушност на некој начин нивниот договор или предавството. На Велики четврток Јуда оди ги носи кај Господ Исус Христос војниците и биле договорени да го бакне Христос во образот со цел да им покаже кој е, за да го фатат и да го однесат на суд и да го раснат, а на Велики петок е нели веќе страдањето Христови. Токму поради тоа во спомен на овие настани, ние христијаните во текот на целата календарска година постиме во среда и во петок. Токму поради овие настани, во средата е во чест на предавството од Јуда, а во петокот е затоа што Господ Исус Христос тогаш е раснат на крстот. Така што опишани се убаво тие настани во Светото писмо и добро нели прецизно е кажано што кога се случило. Навистина предавството доаѓа од најблиски луѓе, меѓутоа од друга страна пак тоа е на некој начин показател дека нели треба повторно да се даде акцент на довербата, на љубовта, на разбирањето, затоа што ете најблискиот човек, еден од најблиските го предаде Христос, меѓутоа сите други останаа лојални до крај, потоа станаа нели мисионери низ целиот свет, апостолите и така натаму, така што едноставно Господ Исус Христос не случајно покажа дека и блиските и пријателите и непријателите треба да ги почитуваме и да ги сакаме. Така, кога зборуваме, пропуштив во најавата да споменам дека денешниот ден е многу важен во однос на оние обичаи кои се спроведуваат, а и за кои исто така има разногласие во јавноста. Тука мислам пред се на вапцувањето на великденското јајце. Што е карактеристично за Велики четврток и дали може да кажеме дека денеска е всушност денот кога треба да се вапцуваат тие јајца, или пак можеби оние други народни верувања дека всушност другите денови кои следуваат се за тој обред, за тој обичај? Вака сега, фарбањето јајца е нешто што е поврзано со Великден, тоа е факт. Меѓутоа тоа доаѓа од свето предание кое што го има црквата, кога Светата Марија Магдалена по распнувањето Христови, по неговото воскресение и вознесение, заминала кај тогашниот император, таа му однела едно црвено јајце и му рекла Христос воскресна. И во чест на тој настан, кога таа му соопштува дека Христос воскресна и му раскажала како бил распнат и слично, се востановило низ вековите понатаму во црквата да се фарбаат јајца, не случајно јајцето земено како нели предмет кој што се фарба, затоа што тоа символизира живот и символизира и воскресение и радост и така натаму, и црвената боја е во чест на крвта Христова, меѓутоа и во чест на воскресението, на радост и така натаму. Така што едноставно тоа преминува во една пракса или во една традиција низ вековите, подоцна да се фарбаат јајцата. Но никаде црквата не нагласува дека тоа е правило, дека тоа е закон, дека тоа мора да се изфарби, дека ако не се изфарба нема да си го прославиме Великден. Значи едноставно тоа го правиме паралелно со нашето верување. Морам ја тука да нагласам, како и за сите празници што го правам истото, да не се фаќаме за ситниците, да си го запазиме суштината на празникот. Значи нашето верување е воскресението Христово, службите што се случуваат во црквата, причестувањето и така натаму. Фарбањето јајце е само паралелно и нешто споредно што не треба да му даваме огромно значење. Ке си ги сфарбаме јајцата кога можеме. Има некоја традиција да се фарбаат на Велики четврток пред изгреј сонце, нели тоа сите го запазуваат, да речеме во домовите, со цел да се изфарбаат првите 3 јајца кои што се во чест на Света Тројца, нашиот Господ, Отецот, Синот и Светиот Дух. Меѓутоа и да не се случи тоа и да не ги изфарбаме, ние понатаму ќе бидеме живи, здрави, нема ништо ни смени тоа во животот. Едноставно треба да веруваме во воскресението Христово, тоа е најважно. И во интерес на времето многу важно прашање кое сакам да го опфатиме, некако во последниот период, особено пред Великден, многу се активни и еве и низ главниот град некои алтернативни верски заедници, како да ги наречам, здружение на граѓани кои се организираат во некои верски организации, како да се застане на патот на погрешното верско учење кое на пример го злоупотребува и ликот и делото некој од нив на нашиот Бог, и како граѓаните да знаат дека всушност исцелувањето треба да го побараат тука во нашата црква, во православната македонска црква.
Вака сега, верувањето на човекот е израз на слободна волја. Секој има право да се одлучи во што ќе верува. Ние во црквата го проповедаме она што сметаме дека е вистинско учење. Ние веруваме дека тоа е православната христијанска вистинска вера, затоа ја нарекуваме православна, права вера. Она што се случува нели во другите места, како што спомнавте вие пред малку, нели секој има право да си верува во она што сака и така натаму. Меѓутоа, ние тука апелираме веднаш до нашите верници дека, како што спомнавте вие, ова е бродот на спасението. Црквата ни оставил Христос како начин ние да се спасуваме во животот, односно она во што веруваме, она што го запазува вистинските негови завети што ни го оставуваме, така што сепак апелираме да се доаѓаат луѓето во црква, а да не одат во други некои заедници каде што нели не е вистинската вера, туку црквата е тој брод на спасението во кој што треба ние да си доаѓаме. Многу ви благодарам за овој утрински разговор. Се надевам разјаснивме дел од дилемите во јавноста кога е опрашање и Велики четврток и празнувањето на Великден како најголем христијански празник. Благодарам и вам за многу години, нека е на сите православни христијани денешниот ден. Студио, слушнавме, добивме одговори на некои дилеми кои постојат во јавноста, што се значи овој ден Велики четврток и што е она што треба да се направи воочи Исусовото воскресение кое го очекуваме веќе во сабота.